8 децении постоење на Сојузот на пензионери на Македонија. Овој значаен јубилеј се одбележа со свечен настан, преку кој се истакна улогата, но и значењето на оваа организација во општествениот живот. Јубилејот не беше само повод за прослава, туку и за потсетување на континуитетот на грижата за повозрастните граѓани и нивниот придонес во изградбата на државата. Во текот на изминатите 80 години, Сојузот се развивал паралелно со општествените промени, адаптирајќи се на новите предизвици и потребите на пензионерите. Од основните форми на организирање и социјална поддршка до денешните активности што вклучуваат културни, здравствени и рекреативни програми, организацијата останува клучен столб на заедницата на повозрастни лица. Настанот собра представници од повеќе здруженија на пензионери од различни градови, кои преку своето присуство ја потврдија поврзаноста и солидарноста меѓу членовите. Ние како здруженија зачленети во Сојузот сме вкупно 53, ги остваруваме своите права и се залагаме за правата на сите пензионери. Како учесници, како членови на така наречено трета доба, ние се залагаме за остварување на правата на нас како пензионерите, како по основна социјална заштита, по основна здравствена заштита на сите членови на здруженијата на пензионерите. Исто така учествуваме и во разни спортски активности, се надпреваруваме во игри и песни, што е посебно задоволство за нас пензионерите. Оваа здружение е посебно значајно, бидејќи обстои во 80 години и владата го има прогласено како здружение со посебен интерес за здружението. Така да се надевам дека ќе продолжиме и понатаму со нашите активности. Овој јубилеј датира уште во 1946 година, па се до денес. Првите здруженија се формирани 1946 година. Па до ден денеска и понатаму сигурно ќе функционират. Многу важна година, важен јубилеј, да се потсетиме и на предците наши, што биле и што се организирале и што формирале здруженија за да се помогат пензионерите, да се организираат пензионерите и да действуваат во секое поле, спортско поле, културно-забавен живот, екскурзии и така натаму. Јас сум првата председателка од жени, уште многу оддавна. Веќе имам 17,5 години кога сум председателка на Сдруженијето на пензионери Струмица и мислам дека ја добив оваа благодарница од Сојузот на Сдружени на пензионери на Македонија е во вистински раци. Сдруженијето на пензионери во Струмица е едно од поголемите здруженија, број околу 12.700 членови и мислам дека е меѓу најуспешните во Македонија. Многу сум благодарна за соработката и во Сојузот, и во Сдруженијето и затоа сме така успешни. Овој јубилеј, 80 години од организирањето на Сдруженијето на пензионери на Македонија, не е така да кажеме за да се запостави, бидејќи е тоа многу години, 80 години. И овој јубилеј не подсекува да и понатаму да работиме и да постигаме подобри успеси и да прославуваме и други јубилеи. Во нивните обраќања беше потенцирана важноста на заедништвото, активното старење и потребата од постојано унапредување на условите за живот на пензионерите. Дел од членовите на Сојузот пак се обидоа и преку рецитали да го искажат нивното значење. Жал за младоста. Ќе трчаш, ќе јуриш, ќе газиш пред себе и никој нема да ти е равен тебе. Нема да е важно кој што си бил, за све ќе положиш она што си скрил. За некој ќе си добар, за некој лош, при крајот од животот ќе зборуваш Бош. Ќе ги враќаш годините ко на филмска трака, нема да си свесен зошто е тоа така. Ќе јуриш по службите по пензиски фонд, а си бил фраер ко некој си Джеймс Бонд. Ќе правиш контрола на крвната слика, а болеста подмолно во тебе ќе се пика.
ќе бараш да умриш, за да не се мачиш, и све ќе заборавиш, мајка ќе си плачиш. Постелата мека, убава од свила, секое утро на огледало ќе гледаш на младоста, на староста мила. Гревовите сторени ќе бараш да ги платиш, но не можеш годините назад да ги вратиш. На самиот настан присутен беше и министерот за здравство Азир Алиу, кој истакна дека пензионерите остануваат да бидат клучен дел од нашето општество. Стојам пред генерација која изгради држава. Чекор по чекор, ден по ден, година по година. 80 години делување. Значи, тоа не е само бројка, тоа е историја, труд, жртва и достоинство. Вие сте генерацијата што не зборуваше многу за еднината. Вие сте генерација која што создаваше еднина. Денес, нашата обврска како институции е многу јасна. Да создадеме систем што ќе врати, барем малце, дел од тоа што вие сте му дали на оваа општество и на оваа држава. Јубилеот заврши во духот на благодарност и оптимизам, со порака дека Сојузот ќе продолжи да биде гласен застапник на интересите на пензионерите, но и активен чинител во општествените текови. 80 години традиција представуваат цврста основа за иднината, во која грижата за постарите генерации ќе остане приоритет.